Повеќе маркетиншки трик отколку реален попуст. Намалувањето на цените кои ги нудат трговците се повеќе символични отколку вистински, велат од Организацијата на потрошувачи. Трговците истакнуваат билборди дека нудат драстично намалување на цените, но кога ќе влезете во продавница, сликата е сосема поинаква. Она што е битно е дека има се уште такви попусти во кои што стварно не знаете што е на попуст, него ве привлекува само рекламата дадена на излог од 70-80% и така натаму. Кога ќе влезете, гледате дека само 3-4 производи од минатата година или сега се на попуст, има се уште такви реклами, иако трговците доста добро знаат што треба да представува реклама, а што е всушност едно измамно рекламирање или создавање на таков вид нелојална конкуренција, ако вие стварно не правите попуст, зашто тоа го објавувате за да привлечете потрошувачите да влезат кај вас, а да не да влезат во другата продавница кај конкурентот. Изминативе години зголемена е свеста кај граѓаните кои знаат да препознаат каде се попустите реални, а каде се работи за манипулација, додава Лончар. Добро е и што се интересираат за своите права како потрошувачи. Имавме смешни ситуации каде што едно 4 дена имате попуст на некој производ, па потоа влегувате во продавницата и ви кажуваат да, сега ги покачиме затоа што многу се бараат овие кондори. Така да мислам дека до таму не одиме веќе, тоа беше години наназад. За разлика од кај нас во земјите во Европската Унија, каде законите се јасни и се почитуваат, попустите во овој период се однесуваат за целиот асортиман и се во висина колку што е наведено на самиот излог или флаер. Затоа од Организацијата за заштита на потрошувачите бараат и кај нас да се промени законот за нелојална конкуренција и законот за трговија.